Однесувањето на медиумите и на нивните репрезенти од секогаш предизвикувало длабока психолошка анализа. Но добро е што тие кои биле срекни и весели се полни со разбирање за тагата и јароста кои се излеваат врз гробот кој тие почнале да го копаат. Вие сте прикажан баш тако како дека сте го убиле, Значи јас ги сожалувам новинарството во Македонија сте го убиле. Јас ги сожалувам овие луѓе што стануваат и легнуваат со толкав гнев, со толкава омрза, со толкава злоба против некого. Веројатно е така што постојани во погодени од однесувањето на новинарите. Тие навистина немаат никаков респект кон приватноста, особено кон тие што се здрави, да држат пресконференции, а стануваат нездрави, ако им се постави прашање. Арсовска, зошто не се мониторира Врело како извор за водоснабдување на Скопје? Наболедување сум срамота што го правам. Резилот е специфичен, безтелесен товар. Некои се подготвени да го носат, други да објаснуваат дека поради професионална даскалска деформација. Ама саботирани како вице-премиери не мафтале, ниту се заканували и фрлале со филцувана писалка. Туку сакале да ја чкртнат својата нервоза. На завршување на тој настан, значи јас од висина го испуштив фломастерот на најблиската маса и длабоко и искрено жалам доколку некој тоа го сватил на подруг начин. Не е евидентиран друг начин да се свати замавнување, исто како што не постои рационално објаснување со кое за внатрепартиските судири и за публицитетот кој го добиваат разгоропадените огнени момчиња. Виновни се новинарите или граѓаните што во нивните емисии ракоплескаат на можноста за слабење на најдолговечната владеачка партија. Ватани, кој ти боју Шрбим? Мекто, левизија ќе побојн. Сигуриш армијќвата штиптарве, подуартрокиси. Алфа, Телма, Мелма. Меѓу новинарите никогаш не недостигали ниту одродени македонци. Тие се обични предавници кои за ситна пара не само што станале северџани, туку прераснали и во нова форма, станувајќи цобиња. Оние платени за волја на вистината малкумина, владини пера, ако можам така да ги наречам, преку мали колумнички не убедуваат дека триумфирале по кој знае кој пат го заштитиле македонскиот јазик. Па нели е премногу? Не само што е премногу, туку тоа остава далекусежни последици. И не е потребна посебна играна детекција за да се разбере кому сето тоа е насочено. Сепак, желата да се инспектира трае и покрај тоа што се е веќе видено и добро познато. Доколку некој се препознал во тоа што го кажав, иако тоа вистина, и при тоа има потреба од извинување, тогаш го има моето извинување. И на крајот, без да има потреба од прошка, важно е да си имаат предвид фактите. Сите што отвориле фронт, војна, со медиумите и со нас новинарите и со нас како фела, загубиле. Најважно од се е да нема жртви. Оти во таа битка, најмногу од се, ќе настрада таа за која се бориме.